и бранови. Рибите се скриле во сенката под шан, се слушаат и колгите на два. Сонцето на небо насмеяно, среќно е и игра ча-ча-ча. Куба, Куба, глас на среќата. Куба, Куба, име на љубовта. Zagazuba, more i volnego ti. Zagazu, sviri truba, ritam i branovi. Pod palmite svira zaneseni, kongaljeri isti kako nas, so devojki od svetlina sozdadeni. Se i mokito mi se spas. Kuba, Kuba, glas na srećata. Kuba, Kuba, ime na ljubovta. Песочни плажи, танчери, времето застанало за нив. Тумбао, бачата и салсери, во ритам коткајат секој стив. Куба, Куба, име на љубовта. Куба, Куба, глас на среќата. Танцот е музика која можеш да ја видиш, уметност на говорот на телото. Во недела го славиме танцот во сите форми и стилови. Не пропуштете го гала концертот на X Dance Festival. Само на телевизија 24. Време е за нашата последна содржина за денешното издание на Македонија денес. Веќе се раздвиживме малку со претходната музичка номера и на некој начин се најави темата на која што ќе разговараме во продолжение. Латино танците секако дека се и кај нас присутни, можеби не потекнуваат од ова поднебје, но сепак има луѓе кои што покажуваат љубов кон оваа музика и овој начин на танцување, па го негуваат, а и освен тоа што го негуваат, го пренесуваат и на останатите. А веројатно кога присуствувате на вакви забави случувања и не е толку тешко и вие да посакате да бидете дел од таа атмосфера, па и да знаете малку подобро да танцувате. Во продолжение ќе им посакаме добри ден на нашите двајца гости кои што се латино танчери и инструктори во студиото K-Dance и велам добри ден за Ико и Денис. Благодарам Јана, благодарам Мартина. Задоволство ни е значи да бидеме ваши гости
и пред се ќе се потрудиме да ви објасниме се што ве интересира во врска со латино светот. Так. Ете некако започна летниот период, па некако луѓето повеќе се расположени и да заиграат. Меѓутоа ми се чини дека можеби ако не секој човек, секој втор човек некогаш имал часови, посетувал часови по латино танци. Што конкретно треба да поседува еден човек за да започне да ги изучува овие танци? Колку се всушност тешки, дали може секој да ги научи? Па, јас имам едно посебно сваќање во врска со тоа, али мислам дека најубаво Ико ќе го објасни тоа, затоа што Ико има повеќе искуство пред се во таа област. Би рекол доволно е само желба. Не сакам да започнем реченицата со клише одговор од типот кога се сака се може, меѓутоа стварно е така. 100% вложување, напорна работа, убедливо да се прави она што се сака, се оние алатки кои што сметам дека може човек да ги однесе многу далеко, не само кога станува збор за танц, него и во други области. Така да сметам дека желбата пред се треба да доминира кај еден човек. А каде е тука и талентот, затоа што како реков, ова не е нешто што потекнува од нашето поднебје, сепак тие специфики на овие танци треба добро да ги научите и веројатно да имате до себе доволно добар пример за да можете секако тоа да го земете и купите како искуство и знаење. Игра улога тука и талентот, да. Меѓутоа тоа е веќе нешто сепак тој треба да се развива и како рече ти желбата да биде присутна, да се вложува труд. Така е, одлично. Имаме забави сепак во Скопје, каде што може да се слушне латино музика, каде што има доста луѓе кои што танцуваат, но еве кој е вашиот впечаток воопшто, дали луѓето се доволно опуштени, дали покажуваат доволна мера желба, па да бидат и тие дел од таа атмосфера и барем да се обидат да танцуваат за на вистински начин да уживаат. Мислам дека луѓето имаат огромна желба и потреба да танцуваат и да уживаат во танцувањето и во ритмот на латино музиката, али пред се фали малку можеби опуштеност во тој дел од страна на машката популација, затоа што се уште постојат некои работи, некои предрасуди, од порано зборувам, каде што машките мислат, па добро, можеби не е баш тоа најдобро нешто што можам да направам да танцувам, али после првите 2-3 забави од кога ќе се појават и ќе видат дека навистина атмосферата е уникатна и дека уживаат во секој миг, тогаш најмногу заинтересирани се од страна на машкиот свет, дефинитивно. Ете, вие сте мажи и сте инструктори по латино танци. По кои конкретно латино танци сте инструктори и колку всушност мажите од како ќе дојдат на вашите часови, веднаш потоа ги засакуваат латино танците и ете се послободни во својата изведба и не се страмат да го покажат тоа пред поголема публика? Па би рекол дека од часовите не добиваат онака конкретно потреба да доаѓаат на часови да учат или слично, дека прв пат се сретнуваат токму на тие забави. Како попут секој недела правиме во Каза Кубана забава, каде што кога ќе дојдат и ќе видат дека девојките едва чекаат да станат и да играат и дека нема потреба да седат на страна и само да гледат од празно, добиваат желба да научат. Тој период кога гледат како ствари се раздвижуваат, како уживаат во секој миг, во секој чекор, едноставно пасијата кон танцот и љубовта која што ја чувствуваат, мислам дека во тој момент се раѓа кај нив желба и потреба да идат на часови да учат. Треба да се почувствува за потоа да знаете дали ќе ве привлече. Гледаме одредени видео снимки, може ли да кажеме што е ова што може да го видат нашите гледачи сега? Па тоа е значи од надпреварот кој што го имавме во Скопје. Станува збор за салса кубана или поточно руеда формација и кој ќе превземе во постручниот дел ќе би објасни точно за што станува збор. Државно првенство, ако не се лажам, беше тоа, да, каде што се надпреварувавме во категорија возрастни руеда формација. Беше прилично забавно и возбудливо, пошто за прв пат општо на таков надпревар се надпреварувавме баш со ваква точка, која претходно не мислам дека немаат направен. Мислам настапено претходно и беше возбудливо
баш поради тоа што бевме првите што се надпреварувавме во таа категорија. Да, тука станува збор, видовме за поголема група, има повеќе учесници. Кај латино танците има нели настапување во парови. Во секој случај тоа што сакам да прашам, кои се, еве конкретно ти латино танци ги знаеш, играш па им ги пренесуваш на останатите? Вака, имам почнато многу одамна со танцот. Имав само 4 години кога за прв пат се сретна со нешто вакво и беа пресудни неколку секунди за веднаш да изразам желба и да започнем со истото. И веќе од тогаш до денес, скоро 19 на години како што трае мојата приказна за танцот, и ја имам дефинитивно одбележено со каденс. Да надополнам само каденс, главата на каденс се ката. Денеска не е со нас поради оправдани причини. Ја поздравиме. Да. Она исто така лиценциран инструктор. Така, со огромна танчерска историја. И токму она е виновникот за постоењето на каденс. А кога сме кај танците, латиноамериканските и стандардните танци се мојата прва љубов. Онаму од каде што јас имам започнато, самба, чача, џаев, румба, пасо. И од таму произлезе се целата моја приказна за танцот. Подоцна се збогатив и со салса, со бачата, со кизомба. Зумба фитнесот ми е идеална. Да, за држење линија. Постои ли можеби некој танц кој што ги дава основите за останатите танци? Останатите стилови на танцување? Ете, стандардните и латино танците. Стандардните и латино танците. Значи вака, тоа е сосема друга димензија која станува збор за соушал танците. Соушал се салса, бачата, кизомба. Овие други веќе имаат поразлична техника, поразличен пристап, поразличен контакт, водење, следење, техники исто така, кои што секој танц си има приказна за себе. Во буквална смисла, приказна за себе. Добро, тогаш оние кои што ке изразат желба и љубов кон оваа работа, кој може би танц е најпопуларен од останатите, како ви ги рековте? Би рекол social dance, кои што не се стандардни, да. Кој е оној кој што може би најинтересен имен на салсата и кизомбата, дефи. А што е со бачатата? Бачатата? Зашо не? Така, имавме можност да видиме навистина многу надополнување, можам да речам, на бачата, кога станува збор за одредени територии каде што живеат луѓето. Ние тука, например, кај нас се учи она стандардна, основната бачата, ми се чини. Дали постои можност кај нас во Македонија ете да се додадат сите тие елементи за со цел, затоа што бачатата навистина делува убаво, интересен танц, страствен танц, можам да речем. Сензуален, ето, истинскиот збор. Ние неодамна воведовме некои нови делови на... Дозволено е, тоа ми беше прашањето, да, дефинитивно. Вметнавме нови делови на бачатата, со тоа што имавме веќе 2 семинари бачата, инаку први кој што го имаме организирано бачата фестивалот. Општо за прв пат во Македонија. За прв пат во Македонија, така да, со тоа што за многу кратко време истите тие инструктори се вратија во Скопје и одржавме уште една бачата работилница, која што помина доста успешна. И гледам, приметувам дека почнуваат тие елементи да се применуваат и на забави, и на часови. Се апдейтува стари стандардот и нивото на бачатата и танцот во Македонија, затоа што претходно можам да кажам дека последните 4 години дојде до експанзија на танцот во Македонија, каде што салсата и бачатата и кизомбата се доведени на едно повисоко ниво, повисок стадион. И членовите и сите кои што се љубители на танцот, на салсата, бачата и кизомбата, уживаат токму во тој период на експанзија и имаат потреба секојдневно да се надградуваат и да идат напред со танцот. И да уживаат во тоа. Да, важно е кога имаат и можност каде тоа да го направат. Го споменавте фестивалот кој што го организиравте. Прашањето мој се однесува на тоа колку е важна таа размена на искуства. Понекогаш и вие сте дел од настани кои што се случуваат надвор од нашите граници. Тоа се пред се убави дружби, меѓутоа и таму може да се земат нови искуства. На ваша покана и инструктори од други земји доаѓаат тука во Скопје и на задоволство на оние кои што сакаат да танцуваат. Ете, Денис, кој е впечатокот се на се, какви се овие искуства и колку се значајни за вас? Може да се каже дека се пресудни тие искуства.
за да се дојде уствари на повисоко ниво со танцот и можам гордо да кажам дека Катерина Стојковска, мојата шефица и многу добра другарка, има направено се што е можно во незин раце да ги донесе најдобрите инструктори, типа инструкторот Уругвај, кој што е фантастичен салсеро, еден од најдобрите гуру во салса, од Португал исто, кој што е еден од најпознатите кизомбероси, понатаму пријател од Белград, кој што многу има предонесено исто во Македонија, Марко Ковачевиќ со салса фамилија, да го поздравам вака јавно во студиото, и кој што многу често ни доаѓа и ни ги доловува тие новите работи кои што се потребни исто во салса светот. И можам да кажам дека дружбите, убавината, љубовта која што се стекнува на тие фестивали е незаменлива. Не може значи да се успореди со ништо друго. Сепак станува збор за танц, така? Да. Звучи супер. А што е со оној надпреварувачки дел, и тоа е нешто што сакам да прашам, но во нашите граници, колку досега сте имале можности надвор да излезете и да ги измерите силите со представници од останати земји, па ете да имате барем представа до каде е Македонија што се однесува до светот на танцот? Така. Јас лично имам надпреварувано надвор од границите на Македонија. Си имам стекнато збогатено со доста награди, први места, втори, трети, четврти, десети ги имало секако. Меѓутоа не е работата во наградата или првото или второто место. Дружбата, како што рековме, сепак искуството, ново искуство се стекнува и би рекол дека тоа е пресудно и тоа е најважно. Дефинитивно. Кој според вас е најтешкиот танц кој што можеби до сега сте го играли, сте го изучували и сте имале можност да го предавате, да им го покажете? Мислам дека тоа е индивидуално. Нешто што на пример за мене е прекрасно и полесно за изучување, затоа што го посакувам токму тој танц и го доживувам на друг начин, можеби за ико е тешко и обратно. Нешто што е за него лесно, може да биде за мене. А кој е омилениот танц? Па за мене лично би рекол дека салсата е сепак најватрено нешто и дека салса кубаната пред се ме ослободува како издувен вентил, делува. А салса од салса кубана се разликува? Па сите танцови у глобала се разликуваат затоа што салсата е поделена на повеќе грани и подгранки. Зошто? Затоа што основата на салсата е елеито, кој што е линиски танц, и кубаната кој што иде во круг, во циркул стари. И традиционалистичка салса кубана кај нас се танцува, значи можеби во два клуба се на се, кој што едниот сме ние. И елеј салсата за жал не е толку присутна, али мислам дека тоа со текот на времето ќе дојде во Македонија. И регионот е така поделен. Во Хрватска се танцува повеќе елеј, и во Босна и Херцеговина, додека во Србија, во Македонија повеќе се танцува кубана. А сепак најубаво да знае човек и двете да ги танцува, па да ги микса, да ги комбинира. Така, може да се комбинираат. Додека Денис разгорува со салса, ико гасни со бачата. Да, бачатата за мене е дефинитивно... Тоа била твојот избор. Супер. Бидејќи сме при крај некаде со разговорот, би сакала една ваша порака како за окружување на сето она што го зборувавме. Пред се за оние кои што можеби никогаш досега не танцувале и не се обиделе на нешто такво, што би им порачале на сите луѓе кои што не се обиделе, па можеби на тие кои што се одбиделе? Која е вашата гледна точка кога е во прашање танцот? Прво пред се да дојдат и да не посетат, за да се уверат во магијата која што постои во врска со танцот. А второ би им препорачал да се пронедат. Буквално да се пронедат, затоа што според мене танцот е единствен начин каде што можам да се изразам во целост. Во зависност од областите, човек може да изрази својата експресија и преку џез балет, модерен балет, хип-хоп и така натаму. Меѓутоа, кај нас на срцето малце поинаку ни очукува кога ќе допре до нашите уши латиноритам. Така да нека повелат сите. Да. Од моја страна можам да кажам дека латиното и social денсот ми го има сменето комплетно видикот во животот и мислам дека не постои негативна работа која што може да предонесе, туку само позитивна. И топло им го препорачувам тој дел на сите гледачи и сите луѓе кои што се заинтересирани за social dance, да дојдат, да не посетат во Каса Кубана секоја недела
Или исто од време на време, ако може да дојдат да дзинат како изгледа сето тоа, мислам дека на истиот начин ќе почнува да им работи срцето како на нас. Тука би ви се заблагодариле што бевте дел од Македонија денес. Надам ќе се видиме во некоја друга пригода, можеби ќе заиграме некогаш ако се сретнеме секако. А секако на вас драги гледачи ви посакуваме убав пријатен ден, убав викенд и секако од понеделник се гледаме повторно во истото време. Ви благодариме што бевте со нас и довидување.